Почитувани граѓани, на седницата на Советот на Општина Куманово, што се одржа на 5 јули годинава, ЈУДГ Ангел Шајче Куманово на дневен ред имаше 3 точки, од кои ниту на една не доби согласност. Очигледно се има намера се што доаѓа од ЈУДГ Ангел Шајче Куманово да добие негативно мислење од Советот, од веќе познатите причини, директорот на оваа институција да се представи како неуспешен менаџер. На овој прес ќе се задржам само на прашањето што најмногу ги засега граѓаните и е причина за ова мое обраќање. А тоа е барање писмена согласност за да може да има поголем број на деца во воспитните групи од бројот на деца од проектираниот капацитет, за кое што добивме негативно мислење. Интересот и потребите на граѓаните за згрижување на нивните деца во градинката е огромен, а согласност за запишување на деца над проектираниот капацитет дава Советот на Општина Куманово. Што значи тоа? Досега секогаш со години наназад добивавме согласност од Советот за запишување на деца над проектираниот капацитет на градинката и Комисијата за прием на деца запишуваше поголем број на деца од проектираниот капацитет и немаше никаков проблем. За ваша информација, со запишаниот број на деца во воспитните групи над проектираниот капацитет, никогаш, ама баш никогаш, ниту во еден ден не бил исполнет целокупниот проектиран капацитет и секогаш значителен број на деца дневно отсуствувале. Обично, од вкупниот број запишани деца, дневно присуствуваат од 40 до 70%. Ваквиот процент на дневна присутност од сите запишани деца се однесува не само на нашата градинка, туку и на сите други градинки во целата држава. Тоа значи дека бројот на дневно присутни деца е помал од проектираниот капацитет, а уште помал од вкупниот број на запишани деца. И затоа нема никаков проблем ако бидат запишани деца над проектираниот капацитет на градинката. За ова на советниците им беше доставен табеларен преглед по месеци за дневна присутност на деца, зашто имаат целосен увид во бројките за тоа колку има запишано деца, колку од нив се дневно присутни и кој е проектираниот капацитет. Знаејќи ја оваа состојба, а и огромната потреба на граѓаните за згрижување на нивните деца, советниците сепак ја донесоа оваа негативна одлука. Јас би додала и крајно тенденциозно. Би сакала да нагласам дека оваа недавање согласност ќе има лоша рефлексија кај сите оние кои што имаат потреба да ги запишат своите деца во градинката. Ова значи дека со недобивање согласност за ново запишани деца од 1 септември, во летниот период нема да има потреба да заседава Комисијата за прием на деца, бидејќи според одлуката што ја донесоа советниците, не може да биде примено ниту едно дете. На крајот да подсетам дека уште во предизборната кампања пред првиот мандат, градоначалникот Максим Димитриевски зборуваше дека во мандатите на претходните градоначалници не била изградена ниту една нова градинка и дека тој ќе изгради доколку граѓаните му дадат доверба. И вториот мандат тече, нова градинка ниту на повидок. Ќе бев среќна ако изградеше барем една градинка во интерес на граѓаните, за кои секојдневно изјавува дека целосно е посветен на нив и на нивните барања и потреби. За жал, заради недавање на оваа согласност од страна на Советот, а пред се
неисполнувањето на ветувањето на градоначалникот во предизборната кампања за изградба на нов објект, листата на чекање за запишување во градинката ќе биде се подолга. Дали и тоа е во интерес на граѓаните?